Активностите во рамки на проектот Паметен соларен пчеларник, чиј носител е Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци, продолжија со теоретско предавање и практична обука за производство на така наречено трутово млеко, како дополнителен корисен продукт во пчеларството. Дел од предавањето и обуката се одржа на теренот во околината на Зрновци, каде се наоѓа и пилот пчеларникот на пчеларство Данев. При тоа беа представени главните карактеристики што ги има трутовото млеко и неговите предности во подобрувањето на имунитетот и целокупната здравствена состојба на луѓето кои го користат во исхраната. Интересот за предавањето беше голем, дојдоа пчелари од повеќе градови од Македонија. Предавач беше Пламен Христов, пчеларски експерт и доцент на Институтот за сточарство од Костинброд во Софиската област во Бугарија. Тој нагласи дека трутовото млеко меѓу бугарските граѓани не е нов и непознат пчелен продукт, но и тие се уште малку го користат. Поради тоа неопходна е поголема едукација и на пчеларите кои треба да го произведат, и на населението кое треба да биде подобро информирано за лекувачките и други својства што трутовото млеко ги има. Производство има од ентусијасти пчелари. Производство има од ентузијасти пчелари кои се паметни, писмени, кои што ги следат литературата и се интересираат за прашањата кои што се поврзани со трутовото млеко. Колкото до масовен консуматор, Меѓутоа до масовна консумација на истото се уште не е застапено во Бугарија. Како това е така, както и за другите продукти? Како за него, така и за другите пчелни производи. И за пчелниот прашесник, И за цетниот прав. прополисот, За прополисот. повеќе има авторитет. Кај прополисот има поголем интерес кај луѓето, Не така както е медот. меѓутоа не толку како кај медот. Вие сакате да направите една мала брошура во рамки на проектот за да и пчеларите, а подоцна и луѓето можат да дознаат. Брошурата не искаме да е малка, Брошурата не треба да биде мала, напротив. да биде концентрирана, искаме всичко каквото Сакаме се што е конкретно и кое што е поврзано со трутовото млеко, информација има, но како научни информации, така и други информации, претежно од руско говорно подрачје, затоа што тие имаат такви работи. англоезични Имаме публикации од кои што користиме извори српски и од англиски, кај што фактички користиме сите тие информации да ги сложиме во брошурата. и колку би могло да се ползва. Значи, Даже се повеќе сакаме се говори користите од матичниот млеко, од трутовото млеко да ги презентираме во таа брошура. като хранителен продукт, не толкова като продукт на Не како производ кој што лечи во лечебни својства, туку како прехранен производ. прехрана, добавка към хлеб или като деликатес. Како деликатес и како додаток во храната. И така нататък. А колкото на фона на щењата на Европейския съюз да направиат изкуствено месо или пачоли од Спротивно тоа што сака Европската унија да прави вештачко месо и други современи делови во исхраната, не много пријатен кои што може да имаат чуден и непријатен вкус. то тогава по-вкусно и по Од друга страна, кој ќе го споредиме со трутовиот хомогенат и трутовото млеко, тоа е фактички едно исто, се многу повкусни за луѓето и повеќе полесно се прифаќаат од него. Освен здравствениот ефект позитивен од овај продукт, исто така има и финансиски ефект за пчеларите. това би требало да е така. Тоа би требало да биде така. Всяка човешка дейност, която Секоја човечка дејност во која што се вложува труд и материјални средства, очекуваме дека ќе биде вратено. в пчеларството тази Во, логика во пчеларството оваа логика не е баш присутна. предстои дълъг път, докато консуматорите... Значи, предстои долг пат додека широката популација ќе го прифати како производ. Но се однакъде трябва да се... Меѓутоа од некаде треба да се почне. Ако направиме споредба со матичниот млеч и трутовото млеко, веројатно односот на цената е поприфатливо за потрошувачите, ако ефектот можеби не е ист. Ефектът, разбира се, не е точно същия. Ефектот не е истиот, Обаче но истината е, че 50% вистината е дека 50% съставките на од двете продукти составките кои што и на матично млечно трутово млеко се исти, во однос на цената, разликата е километарска. е много качествено, т.е. с много висок процент на ценови. Матичниот млеч е многу квалитетен и го прави одличен производ. Меѓутоа, Китайското, въпреки че не е толкова... матичниот млеч е скап, меѓутоа треба да биде во корелација со кинескиот
матично млечко, што е најефтино. Дума да кажеме, тртевото млечице ќе биде многу поевтино, като Трутовото млеко или трутовиот хомогенат ќе биде многу поевтино, за храна. затоа што фактички се користи како додаток за храна. Во современиот свет има калоријна излишност. Значи, она што е интересно е дека во современиот свет има вишок на калории во исхраната на луѓето. Например, во некои микроелементи како цинк и селен, некои витамини. Значи, токму тие микроелементи, фактички, современиот човек е фактички се дефицитарни за него, нема пристап до нив. Од една страна имате вишок на калории, од друга страна имате недостаток на микроелементи кои што прават проблем кај човековото здравје. Ако во Русија, Украина, Романија, овој продукт е познат од поодамна и се користи, зашто толку доцна овде на другата страна на Балканот не е познат? Трудно да одговорам. Тешко ми е да одговорам. Зависи од психологијата на народот и од тоа какво има на пазар, што има на пазар, што се нуди. Значи тоа што се го има во современите кулинарски списанија и едиции, и каде што фактички се промовира мононатриум глутаминатот кој што појачуваш на вкус во исхраната. Па така, например, во плавите зони како например на островот Окинава, каде што ги нема тие работи, а од другата, затоа што јадат природна храна, од другата страна имаме западна цивилизација која што претежно јаде брза храна во форма на хамбургери и други слични производи. Јас сметам со зголемувањето на едукацијата и стремежот кон природните материјали, природната храна, и тоа има иднина за конзумација. При практичната обука на присутните пчелари им беше представен начинот на производство на трутово млеко. Најпрвин од пчелните рамки, така наречени градежници, во кои претходно не е поставена жица и восок за да се стимулира добивањето од трутови ларви, беа исечени парчиња и ставени во едноставна преса со седалка. Кратко време по пресувањето на трутовите ларви, почна да се цеди и трутовото млеко. Тоа веднаш беше подготвено за користење, а присутните пчелари имаа и можност да го пробаат. Во вториот дел од обуката се одржа теоретско предавање со видеопрезентација, при што беа представени и други детали за трутовото млеко. Пчеларите имаа можност да постуваат и прашања. Проектот Паметен соларен пчеларник е поддржан од Европската Унија и владата на Црна преку регионалниот проект Екосистем за екоиновации и циркуларна економија на Западен Балкан. Ке трае до средината на декември оваа година.